Не може да дојдам во некоја емисија, вклучувајќи и ова, да зборам за бизнес лига или за било што да не се спомене кошарката и нормално е затоа што долги години имам посветено на неа. И добро, до ден денеска и луѓето ме препознаваат како таков, што не може човек да бега. Но јас сам себе си не се сметам за успешен кошаркар. Без разлика што сум имал настапи во репрезентација, све Не си играл во NBA? Па, не само тоа, него не се сметам за успешен кошаркар затоа што не сум го направил тоа што јас сум очекувал дека би можел да го направам како кошаркар. Со тоа све што сум вложил во таа кошарка нема некој резултат што јас го очекував. Сега, кога станува збор за кошарка, некако уште не ми е созреано дека јас сум одморен тотално од неа и би можел релаксирано да гледам. Кога ја гледам, ми ствара некоја нервоза, мислам зашто, па мислам дали би се вратил или не. Секако ја пратам македонската национална репрезентација, навивам за неа каде што игра и мојот брат. Од време на време знам да погледам некој надпревар. Но некако да сум цело време во неа или да разговарам, избегавам теми за кошарка, избегавам да ја гледам, избегавам да видам. Немој да бидеш до тој степен ортодоксен. 1-1 е во финалната серија Куманово МЗТ Скопје. Погледни во третиот надпревар. Ти благодарам што беше гостин во недела попладне.